Ние како политичка партија произлеговме од безбедносните сили и горди сме на тоа. Ние не се срамеме затоа што сме партија произлезена од безбедносните сили. Безбедносните сили се челична тупаница на политичката партија Достоинство. Меѓутоа, последните неколку недели, откако објавивме дека формираме партија, нагло имаме прилив на граѓани од сите општествени сегменти, почнувајќи од професори, доктори на науки од сите факултети, од земјоделски посебно имам интерес, па се до најобичните земјоделци и работници. Достоинство е политичка партија на обичните граѓани, на обесправените граѓани. Кај нас има од сите социјални слоеви, од најсиромашните до најбогатите. И наша цел е сите заедно да се избориме Македонија да биде пристојно место за живење. Свесни дека ние, јадрото, потекнуваме од безбедносните сили, ние си земавме една тешка, но честна задача. Наша основна обврска ќе биде да го исчистиме политичкиот терен од организираниот криминал и корупцијата кои што царуват во Македонија. Веднаш потоа да исчезне стравот кај граѓаните да може слободно да го кажат своето мислење, па колку тој да не ни се допаѓа на нас. На тој начин да го исчистиме политичкиот терен, да можат врвните македонски бизнисмени да донесат странски инвестиции во Македонија, да се отворат нови фабрики, нови работни места, каде што платата ќе биде околу 300 евра, па и повисока, некако што сега јас сум штипјанец во Штип работат за 150 евра, за 200 евра, и саботи, и недели, и викенди и така натака. Значи, основата наша ќе почива на економија и затоа и еден од нашите носители на листа е господинот Ристо Гуштеров, кој што е носител во првата изборна единица. Така. Морам да го искажам своето мислење дека ќе биде многу тешко да се излезе од оваа ситуација. Македонија е по сите некои параметри на последното место во Европа, на некои дури и пошироко. И најдолгиот пат започнал со само еден чекор. Така да. До сега овде многу се појавуваа сили кои што се нудеа како трета опција и така натака. Ние не се нудиме на граѓаните како трета опција. Ние сме едно од 20 опции кои што ги има. Ние гледавме, се појави една опција која што зборува за змија и за магаре, а истата таа опција беше и со змијата и со магарето. Ние сме честни и безкомпромисни луѓе и нашата честност и безкомпромисност ја докажавме минатите 4 години. Ние, иако како политичка партија формално сме нови, како организација нашите корени датират уште од пред 10 години, како Сдружение на граѓани сме 4 години. Меѓутоа има уште еден куриозитет кој што би сакал да го спомнам во вашата емисија. Петвековното робство на османлиите го принудило македонскиот народ да ја формира внатрешната македонска револуционерна организација, историското и легендарно ВМРО, кое што ги удри крвавите темели на македонската држава. Борбите, битките со турците ги принудило македонците да формират политичко-воена организација која што ги удрила крвавите темели. Неколку децении подоцна, низ борбите со фашистичкиот окупатор и неговите соработници, се формира Народно-ослободителната војска на Македонија и партизанските одреди на Македонија. Од нив израсна Комунистичката партија на Македонија, која особено во почетокот беше една честна политичка сила, која што за прв пат на македонците овозможи да имат сопствена држава, иако во склопот на СФРЈ сепак македонците живееја во Социјалистичка република Македонија. И двете овие организации, и ВМРО и КПМ, потекнуваат од војна. Тоа се организации кои што настанале низ страдање, низ убиства, низ крв, ранување, загинати луѓе. Ние сме трета политичка организација која што е настаната од војна. Војната со албанските вооружени екстремисти во 2001 година е директно виновна, заслужна, како сака да кажете, за појавата на Достоинство. Ние сме луѓе кои што сме учествувале во тие вооружени действија. Јас самиот имам учествувано во сите фронтови во Македонија, во сите позначени битки, и ние сме луѓе кои што размислуваме поинаку. Кога некој друг зборува за патриотизам или за некој загинат бранител или за ранет, луѓето тоа го доживуваат поинаку, меѓутоа ние кои што бевме непосредно инволвирани, особено на првите борбени редови, ние тоа го доживуваме многу потешко и затоа и досега не успеаат нити да не подкупат, нити да не скршат. И јас во повеќе наврати имаше обиди да бидам подкупен од работни места, па ред други материјални добра кои што секој пат достоинствено ги одбивав. Се поставува прашање зошто го правев тоа, како прво јас себе си се сметам за честен човек, меѓутоа уште поважно, било какво губење да се тргнем од патот по кој што одам, тоа ќе биде предаство на крвта на луѓето кои што загинаа за оваа држава, на крвта на луѓето кои што останаа без делови од своето тело, меѓу кои што сум и јас. Значи, ние имаме една голема морална тежина. Ние носиме крвта на нашите другари, на нашите колеги кои што загинаа за оваа Македонија, но не за ваква Македонија.